Добар ден во Пладневните вести на Канал Плюс. Почнуваме со најава за делот со држините. Останете со нас. Вчера се одржа првата, вечерва е втората полуфинал на Макфестовска вечер. Победникот ќе го одлучи жири комисијата. Публиката со телевоутинг влијае само 30% од водирањето. Пензионерите од Истокот го представија македонскиот фолклор во Виница на регионалната ревија на песни и ора од Истокот. Според метеоролозите, поплат на Истокот ќе има невреме, можни се поројни дождови, грмежи и силни ветрови. Најизразена временска нестабилност се очекува во Радовишко и Струмичко. Синоќа во Домот на културата Ацо Шопов во Штип започна јубилејното 30-то издание на Макфест. Настапија 15 изведувачи, но само 9 од нив обезбедија пласман за финал. Изборот на финалистите годинава е 70% во рацете на стручното жири, а публиката со СМС гласање има 30% удел во одлуката за финалистите. Вчера во Домот на културата Ацо Шопов во Штип се одржа првата полуфинална вечер од 30-тото јубилејно издание на фестивалот на забавни мелодии Макфест. Од вкупно 15 изведени композиции, 9 се пласираа во финалето, кое ќе се одржи во петок. Првата полуфинална вечер ја отвори Евгенија Чанчалова, која како дебитант обезбеди настап во финалето во петок. Маја Вукичевиќ, Игор Митровик, Евгенија Чанчалова, Јоце Панов и Зуица Лазова, Ѓоко Таневски, Александра Кукушев, Верица Пандиловска, Виктор Апостоловски и Огнен Здравковски се пејачите кои обезбедија настап на финалната вечер, која ќе се одржи во петок. Пејачите задоволни од изведбата на своите композиции, велат дека се уште Макфест го има стариот сјај како некогаш. Задоволна сум да имав прекрасна песна од маестро Љупчо Мирковски, текстот го напиша младата Ксенија Николова. Одличен текст, станот ми од Мила Кадрiju, Даниел дојде од Скопје ме среди и да не го заборавиме Гоце од Синтезис кој што ми свираше на кавал и одушевена сум. Сега јас останува на вас, останува на оние што гласат и така понатоа верувам дека оваа песна ќе остане многу долго. Не доаѓам многу често, ама ме врзуваат убави спомени, затоа што голем дел од својата кариера сум поминала на живи настапи, живи свирки низ градов и околијата, морам да кажам, така да првата моја песна во животов авторска, значи испеав на Макфест Штип многу одам на 99-та година без дип. Така да убаво ми е Штип и ме врзуваат позитивни работи. Одлично, дефинитивно одлично. Али можеш и подобро, дефинитивно. Што очекуваш од штипската публика? Јас може би влез во финале? Очекувам влез во финале, но највеќе што очекувам од штипската публика е да биде слушана мојата песна дефинитивно, да стане хит и да ја посакуваат сите да ја слушат. Па да ти кажам право многу опуштено за разлика од претходни пати. Се надевам дека убаво ќе биде на сцената. Не ми е прв пат. Сум настапувал доста пати. Очекувам да си ја отпевам песната како што треба и да допре до луѓето да гласат да влезам во финале. Многу сум возбудена, многу убава публика, многу убава атмосфера има внатре. Многу убава енергија просто кога пееш, многу убава. Како се чувствуваш што ти за прв пат ја отвори Макфестовската сцена? Ова ми е за прв пат да бидам прва во некој надпревар фестивал или така. И да ти кажем право, многу е убаво. Пошто ти го кршиш ледот, го кршиш мразот и е многу возбудливо од една страна. И нормално, нели, ја представуваш вечерта, ти сето тоа поаѓа од тие. Возбудено, многу возбудено, прв пат пред волкава публика, пред цела диаспора, цела Македонија, па и од странство што гледаат. Многу сум возбуден. Не можам да опишам што ми се случи во моментот. Со оглед на тоа што ова е 30-то издание на Макфест, пејачите кои што имаат настапувано повеќе пати, па и они од помладите генерации, со носталгија се сеќаваат како било некогаш на Макфест и сега. Па добро, во принцип еуфоријата е иста, значи се смениле малку пеачите затоа што дошле нови помлади луѓе кои што се нова гарнитура на изведувачи кои што тек сега треба да почнат да се развиваат во нешто повеќе и тоа е многу супер. Значи различно е тој аспект, меѓутоа
Како да кажем, организацијата е секогаш на ниво. Убаво е Ацо Шопов Штип е синоним за Макфест, така да мислам дека треба секогаш тука да остане, затоа што фестивалот припаѓа токму тука. Благодарам и ти сакам многу успех. Фала и на вас и на вашето внимание. Поздрав до сите ваши гледачи на оваа телевизија. Од се срце, значи гледајте Макфест, ама пред се слушате македонска музика. Фала. Па, работите се менуваат и убаво е кога се менуваат, затоа што водата кога стои позеленува и почнува да мириса. А вака кога се менуваат, кога има новини, многу е убаво. Па мора да кажем дека последниве 2 години е сосема различен од она порано кога пеевме. Не знам, со оркестарот на МТВ некако доби поголема тежина и убаво што се оди напред, тоа ми се допаѓа. И се надевам дека од година во година ќе се повеќе ќе се усовршува и ќе бидејќи за мене Макфест е еден од најдобрите фестивали во Македонија и затоа прифатив да бидам дел и баш на ова јубилејно 30-то издание. Денес ќе се одржи втората полуфинална вечер, од која уште 9 композиции ќе се пласираат во финалето во петок. Следната недела работни групи од работодавачи и синдикати ќе почнат преговори за промена на општиот колективен договор за приватниот сектор. Како опција ќе се понуди исплата на К15 само доколку компанијата има пари. Преговорите се по барање на Комората на Северозападна Македонија и Организацијата на работодавачи. Актуелната законска обврска за исплата на К15, која важи од лани, им налага на компаниите од приватниот сектор да го исплатат регресот почнувајќи од 1 јули до крајот на годината. Минатата година поголем дел од фирмите регресот за годишен одмор го исплаќаа фиктивно. ...140 пензионери од истокот во Виница ги докажуваа своите афинитети во негувањето на роднокрајниот фолклор. Виничкото здружение беше домаќин на 4-та регионална ревија на песни и ора од истокот. Музиката како добар издувен вентил за луѓето од третото доба и во 7-та и 8-та деценија од животот, луѓето можат да бидат и креативни и продуктивни со своите афинитети, а тоа го потврдуваат токму преку организирањето колективни манифестации со регионална нишка. 4-та музичка ревија на пензионерите од истокот беше во Виница, а домаќин беше Виничкото здружение. Музичка ревија на песни, игри и ора, која се одржава традиционално и е скоро најубав дел од програмата што имаме до сега. Исто е тоа и програмата на Сојузот на Здруженијата на Македонија, предвидено и држи се по региони и по општини. Овај пат ние имаме среќа да бидеме домаќини и како што гледате организираме денеска ревија на песни и музика за пензионери. Колку града и колку пензионери имате денес? Да, на оваа ревија учествува овај источен регион со 6 здруженија. Тоа се Виница, Кочани, Македонска Каменица, Делчево, Берово, Пекчево и ние. Тоа се 6 здруженија со своји групи, исклучиво своји групи, од страна немаме, и се настапите многу квалитетни. Виница ја представија ветераните од фолклорниот ансамбл Китка, кој фолклорот наследен од нивните баби и прабаби го раскажуваат и надвор од Македонија. Денеска премиерно се представаме со интересен обичај водење невеста на вода, кој што веќе не се практикува во современиот живот на народот и ете сенси се потрудивме премиерно да презентираме интересен стар македонски автентичен обичај кој што е поврзан со одветни песни и ора. Секој ансамбл репрезент на своите корени, се свиреше и пееше автентичен роднокрајски фолклор. Јас сум гедаджија денеска, свирам за Македонска Каменица, орат се џонката и ситниците. Денес настапуваме со 3 хорски песни. Така? Претежно младежески песни. За нас не е добра, одлична, затоа што се дружиме од источниот регион, после цела Македонија, републички сме од Скопје. Така. И добро. Најдобрите ансамбли на регионалната ревија во Виница ќе земаат учество и на државниот надпревар кој ќе се одржи на 9 јуни во Скопје. Денес во мини паркот во близина на шопинг центарот во Кочани беше предадена донацијата од контејнери и канти за отпад од Еко Пак Хит на општина Кочани. Станува збор за донација во бруто вредност од скоро 455.000 денари. Еко Пак Хит донира 19 мрежести, 3 пластични контејнери и 19 метални канти за отпад.
Попладнево пред матурантите ќе се представи средното текстилно училиште Димитар Мирашчиев. Настанот е во Дом на млади со почеток во 18 часот, каде посетителите ги очекува интересна програма за образовните потенцијали на ова училиште. Денес со почеток во 18 часот средното општинско училиште Димитар Мирашчиев од Штип ќе има отворен ден за деветоделенците. Наместо во просториите на училиштето, истиот ќе се случува во Дом на млади, со промоција на сите трудови на учениците кои веќе се едуцираат во текстилното училиште. Целта е да се представи практичната настава и да се презентираат идеите за креирање и изработување облека и обувки. Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев нуди повеќе профили, и тоа конфекцијски компјутерски оператор, конфекцијски техничар или моделар, текстилен техничар, техничар за обувки со 4 годишно траење и конфекционер со 3 годишна едукација. Програмата е изготвена со помош на представници од бизнис секторот. За попладнево предвидена е и забава за идните средношколци на која ќе се доделат награди за пристигнатите ликовни дела на распишаниот конкурс посветен на модата, насловен како Мојот моден стил. Ноќеска крадција разбиле вратата на пензионерскиот клуб во Зрновци и извршиле кражба на телевизорот. Случајот е пријавен во полиција која работи на расчистување. Во пензионерскиот клуб во општина Зрновци на 3 јуни ноќта пополно крадција разбиле вратата на клубот, при што раката им посегнала по телевизор. Сите знаете дека кражбите станаа вообичаено нешто во нашата општина. Утре тоа може на било кого да му се случи. И ние до кога да чекаме дека ќе бидат казнети и лишени од слобода за да ни го повторуваат делото. Сите ги знаеме кои се, откаде се и колку многу кражби направија. Стои во објавата на Facebook профилот на општина Зрновци. Администраторот на Facebook профилот на општина Зрновци апелира доколку никој има никакво сознание за ваквата неадекватна кражба да пријави до општината. Клубот на пензионери во Зрновци го отвори општината пред 2 месеци, а е во соработка со Сдруженијето на пензионери од Кучани. Променливите временски услови денеска ќе донесат врнежи од дожд, а наместа врнежите ќе бидат порујни и пропратени со силен ветер. По 17 часот зголемена нестабилност се очекува во поголемиот дел од државата. На истокот најпогодени се очекува да биде Радовишкиот и Струмичкиот регион. Променливото време ќе преовладува и утре. Викендов се очекува подобрување на временската состојба со можни локални врнежи од дожд. Нападот пред зградата на канадскиот парламент лани во октомври, при што беше убиен еден војник, представува непријатен потсетник дека Канада не е добро подготвена да спречи терористичка акција во нејзиниот главен град Отава. Во документот се нагласува дека кралската полиција крајно неадекватно ја обезбедувала зградата на парламентот при нападот од 22 октомври 2014 година, изведен од страна на Мајкал Зехав Бибо. Непознат турски државјанин уринирал во авион и тепал полицајци за време на летот од Швајцарија за Турција. За заштита на другите патници, авионот принудно слетел на аеродромот во Белград Никола Тесла. Турчинот во авионот, покрај што уринирал и малтретирал патник, до транзит просторот принесе несолисици, но драмата не завршува тука. Тој скршил стаклена врата и се обидувал да побегне. По 35 регистрирани случаи од опасната болест МЕРС, кај нас позната и како нилска треска, од кои 2 веќе завршија трагично во Јужна Кореја, завладеа вистинска паника меѓу населението. Властите по вчерашното затворање на 209 основни училишта денеска затворија уште 500 училишта, граденки и коледжи. Четири кошаркари и членови на кошаркарскиот клуб Баскет Кам Рудник Саса од Македонска Каменица, меѓу кои Роберт Стојанов, Александар Тодоровски, Димитар Стоименов и Боријан Панов, се наоѓаат на поширокиот список за настап во македонската репрезентација до 16 години на Европското првенство во Софија, Република Бугарија, кој ќе се одржи од 6 до 16 август оваа година. Своите добри игри кои што ги покажаа во рамки на М16 Суперлигата на Македонија беа причината тие да бидат повикани во кадетската репрезентација на Македонија за генерацијата 99-2000
Поljska, репрезентација која по неколку годишните подготвителни меѓународни турнири ова лето ќе го одигра првото европско првенство на FIBA Европа. Првенството се игра во Софија, Бугарија од 6 до 16 август, а нашата селекција се наоѓа во група со Шведска, Португалија, Украина, Исланд и Естонија. Вчера беа одиграни 3 надпревари за пополнување на втората македонска фудбалска лига и еден надпревар за пополнување на првата македонска фудбалска лига. Фудбалските клубови Хоризонт, Турново и Гостивар одиграа нерешено со резултат 1:1 во првиот надпревар од баражот за влез во првата лига. Вчера беа одиграни и првите надпревари од баражот за пополнување на втората македонска фудбалска лига. Сите 3 средби завршија со идентичен резултат 4:1. На стадионот во Ѓорче Петров во дуелот на поранешните прволигаши, победа Прилеп и Струмичка Беласица со убедлив триумф славеа прилепчани со 4:1. Победа од 4:1 оствари екипата на љубаници, која на средбата одиграна во Прилеп го победи составот на Велешта. Во последниот меч кој се играше во Штип, составот на Евромилк со 4:1 ја победи екипата на Зајази. Ремаш на преварите ќе се играат на 7 јуни од 16 часот. Ова е се што подготвивме за ова информативно издание. Со нови содржини гледајте не повторно во 16:30, а во меѓувреме следете не на социјалните мрежи и на нашиот веб портал. Ви посакувам пријатен ден.